Јас како геолошки техничар кога вработив при крајот на јуни месец 1973 година, овде имаше рид кој се истражуваше со геохемија, геофизика, истражно бушење правевме. Овде мештаните од селото Бучи беа многу така гостопримни према нас како истражувачи и се радуваа дека ќе има рудник, ќе се вработат, ќе можат покрај сточарството да се бават и нивните семејства, нивните деца, внуци со рударство, и тоа се исполни. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Република Македонија воведува собствена парична единица што ќе го носи името денар. Имаме задоволство да видите како се тие парични единици печати. Сакавме да етаблираме Македонија како мирољубива држава. Ние тогаш не се фативме за оружје, како што имаше крвопролевање во бившите југословенски држави, што никош не би сакале да се понови. Ние во тој момент, како граѓани на Македонија, како македонци, албанци, турци и срби, сакавме да се надпреваруваме во спортот. Ние покажавме на Балканот, Европа и светот дека Македонија е мирољубива држава и може да биде равноправна во европското и светско семејство, во бизнисот, во спортот, во културата и во други сфери на живење. Како да кажем, Ванчо и се е можно. Ванчо Рефликанец. Исклучиво Ванчо Рефликанец, а тој е и виновен за освоената светска титула и за сите успеси на борењето во Радовиш и во Македонија. Он си е од родење човек такмичар со јасно дефинирана цел и кој, да не кажем 100% реализира ги дефинираните цели. И за таа работа е морем. Во сите моменти на возбудување и на среќа, на доживување, кога станавме европски прваци, ќе станеме и светски и пошироко. Ајде, дека пошироко, дека во вселената. Најголемиот виновник за успехот на Радовишкото борење е Ванчо Рефликанец. Тоа мора да се го признае. Јас сум шампион на светот. Јас сум шампион на светот. Јас сум шампион на светот. Нема да го заборавам моментот кога бевме на припреми, кога Нил Армстронг стапна на месечината и ние како деца излегувавме навечер да гледаме на месечината стварно ли американците ја освоиле, стапнале на месечината во шега. И ние меѓу нас се гувавме, и јас како најтемпераментно, најмладо момче, пионер, борач, па зошто и ние македонците, југословените, да не ја освоиме месечината. И во една прилика на тренерот Добре Маринков и на повозрастните спортисти и боречи реков, па не мора ние македонците да ја освоиме месечината. Ние еден ден можеме да ги победиме нашите пријатели во спортот, во борењето американците. И кога ги гледав јас Барцелона, Реал, Баер, Михен,
како са европски и светски шампиони во спорт, интерконтинентален куп, таа моја идеја, тој мој детски сон, преку рудникот Бучим, личниот сон, го претвори во колективен сон. Ние сме шампиони на светот. Големите сили располагаат со огромни ресурси, не само човечки, него финансиски и материјални, добри услови, одлични услови за работа на спортистите, конкретно за нивните борачи, имат талент. Ние тоа исто го имаме и во Македонија, иако сме мала држава, има доста таленти во Македонија за спорт. Јас борам конкретно како спорт борењето. И ние 90-те години, скоро 10 години, направивме нешто повеќе покрај талентот, покрај желбата и создадовме едни нормални услови за постигнување на поголеми резултати. Секојаш успешниот спорт може да оде со успешен бизнис. Тогашниот генерален директор на Бучим, професор доктор Ванчо Чифлиганец, не собра во голд мак сите спортски работници, директори, стопанственици, фактори во политиката и така натаму. Како што го водев производниот процес во Бучим, така и мораше и клубот да се воде. Значи, луѓето кои се од производството, кои ценат како, што може и ред и дисциплина да се стави во работата, исто така требаш да се стави ред и дисциплина и во спортот. Прво и ние не знаевме зошто не повик. Наискрено ви кажувам. Меѓутоа, во еден момент така, реплицирајќи, направи еден негов монолог у смисло на тоа дека ги почитува резултатите на борењето досега и на клубот, меѓутоа не е задоволен. И каже една идеја, неверојатна идеја, сите бевме шокирани, дека има визија да го направи клубот за 2 до 3 години европски и светски првак. Повеќе се плашев од изречениот збор пред јавноста, пред луѓето кои имаа голема доверба да ја кажеш што ти ќе бидеш европски шампион. И си велев, замисли ти збориш што ти ќе бидеш европски клубски шампион, а тоа да не се реализира. Рекова, Ванчо, тоа е лудост, бе, ти што збориш. Се зборамо да и ја бев предател на клубот. Ме погледна вака и рече, јас имам визија, имам енергија, имам финансиска моќ и тоа ќе го направиме ако ми помогнете. И се на таа, така речена, наводици луда идеја, да не помогнеш, треба да си уште поголем лудак. Имаше силни клубови, тука беа борачки клуб Балканец, тука беше Бучим Јако од Радовиш, Спартак од Кочани, Лирија од Скопје. Значи имаше на голема конкуренција меѓу нас, имаше квалитетни борачи и секојаш ривалство беше големо со голем публицитет. Борачки клуб после вечето втори. Значи нашиот клуб беше до тај момент клуб со најмногу втори место свој ниво. Тогашно време на ниво на Југославија, покасно на ниво на Република. Покасно, уствари, беме шампиони у Република Македонија. Веќе 92-та Бучим стана неверојатно многу силен. Мислам дека имаше 5 или 6 поединечни прваци, меѓутоа веќе се прошета во екипното првенство и така да веќе учеството на европското првенство беше веќе континуитет на оно што претходно се случуваше. Прво што мораш да се направи, требаш да се направи организација на работење во клубот и сите соодветни услови за борачите, обезбедување на квалитетни борачи. И веќе во тој период кога Бучим и Чифлиганец направија една стратегија и почувствував дека нешто се движи за нешто големо. Иницијатива, тогашниот председател Ванчо Чифлиганец, не знам до какви контакти дојде, ми се јави на мене во Германија и ми повика да дојдеш во Радовиш да се бориш, да го појачаме клубот. Правен, јас неко се неикев повторно, многу упорен во тоа. Тогаш се вративме, значи јас се борев во извор, Спасов Васе, имаше друг, Ванчо Спасов исто, еден 3 борачи, се боревме во извор, се вративме, Ванчо Чифлиганец тогаш не покони да дојдеме и од тогаш почнав да формира тим. Радовиш Бучим работеа со стручни тренери, со тренери физкултурци, со и сакав да додам поголем клуб. Околу 7-8 души ние што беме в работи во Бучим, значи мотивација поголема, децата гледаа и други пионери, младинци,
значи тренираме со нас исто спаринзи, па одевме за Бугарија, значи не носеше, значи това се е средства у Бугарија на припреми со други репрезентации, за да дојдеме до тај успех. Значи само во Радовиш ако тренираме, мислам дека не можеме да го постигнеме тај резултат. Ванчо Чифлиганец, тогаш председател, и тој си свати најсериозна работа, го организира клубот и од еден прочен клуб направи еден клуб што нависта со огромни чекори отиде напред, што никој не веруваше дека може такво нешто да постигне еден клуб од едно мало градче. Јас знаев дека нашиот боречки клуб од Радовиш, Македонија, стало беше втор, трет, четврт. Му недосташуваше една добра организација, едни подобри услови за спортување, за борење на клубот, теретана, сауна, лекари повеќе, тренери повеќе. И тоа јас кога дојдов како генерален менаџер на рудникот Бучи, беше мојата прва основна задача да го обезбедам. Но тоа не можеше да се обезбеде ако во рудникот Бучи не се постигнуваа подобри технолошки и производствени резултати. Што го водев производниот процес во Бучи, така мораше и клубот да се води. Не мора да се има средства за да се успее, но тој мудро обезбедуваше и средства. Знаеше мудро, знаеше да чува залихи. Ние како менаџерски тим, како екипа во Радовиш и целиот тим што го имавме на ниво на Македонија, направивме спој измеѓу бизнисот, спортот, а заедничкиот именител беше афирмација на македонската млада држава да бидеме европски и светски шампиони. И после, значи, го донесат другиот, што пред 2 месеца станува трет на Европа, за да ме победе мен. А му тоа не успеа. И еве го тој поен, Чернеа потврдува и победа на Владко Соколов. 6:5. Каков меч, каква борба. Вака се бранат боите на Лубот. Во сеќавање ми стои која киневме многу кила и останатите другари. Тогашен младенски вице шампион во борење, втор на Европа бил. Не можеа да поверуваат шведците, маđарите, дека го победив. И таа борба ќе ми остане и тогаш имав солзи радосници. За прв пат во мојот живот се радував на нешто што сум постигнал со голем успех. Никол Чокалајджиев, жесток дуел, победува со 4:3. Како се борат нашите момци. Ова е фантастично. 3 бодови за Бучин. Таа беше средба многу битна, затоа што првата средба ние ги убедливо победивме мачарите, боречки клуб Чепел од Будимпешта во Радовиш и во реваншот кој ќе биде подобар, збирниот резултат ќе биде финалист во кој ќе биде учесник да се боре во финалето за прво место. Но се сеќавам кога ме вадеа полицијата надвор
Јас и дофрлив на моите спортисти борачи, на нашите македонски борачи кои се борат, битка бијат за првата европска клубска шампионска титула во борење с нервен стил. Немојте да се демотивирате, немојте да подклекнувате. Мотивирајте се повеќе и без мене да победите. Борачите не ме послушаа, само рекоа додека не го вратите нашиот председател, барем во публиката, ние нема да се бориме. Имаше некој компромис, почнаа да се борат, и јас се вратив во публиката, кај бројните љубители на спортот од Македонија, уште потрезвено навивав и тогаш, на крајот кога победивме, заборавив и на проблеми, и на лисици на рацете. Не дај Боже и пендрек да имах добиено, немаше да го паметам, затоа што успехот беше огромен. Живеем за оваа златно финале, Македонија кој ќе се најде или со русите, или со украинците, или со турците. Сега веќе бреко и не е важно за кој. Сега не е важно, ние сме втори во Европа. Во самостојна Република Македонија сме втори во Европа, вице шампиони. Чепел се откажа од организација на финалето и ние предадоа на нас на Бучим, бидејќи Чепел изгуби во Будимпешт од Бучим. Чифлиганец излегуваше со идеи кои малку некогаш беа така дури чудни, меѓутоа како се движеше во почетокот, нели, остварливи. И вербата беше голема. И сега да стигнеш до европски првак беше сериозен предизвик. Првиот македонски председател Киро Глигоров, извршен со автомобил бомба Citroen Ami 8 на улица Македонија пред хотелот Бристол. Нападот беше извршен на 3 октомври 1995 година во 9:50 часот, кога Глигоров со службено возило се движеше од неговата резиденција на работното место во Собранието на Република Македонија. Поранешниот председател го преживеа атентатот. Кога атентатот на Киро Глигоров се случи октомври 1995 година, мене ме повикаа на телефонски разговор и во централата на Светската борачка организација на разговор. Одреденото финале после Будимпешта, па во Радовиш, Македонија, да се одреди на трето место ради атентатот, ради ситуацијата, ради испаниченоста на луѓето, на граѓаните. И јас и тимот кој го водев проектот за над преврувањето во купот на европските шампиони, реков, нема сила која Македонија и спортот македонци може да го скрши, без разгледа што беше трагедијата, атентатот, голема, монструозна работа, ние и понатаму сме доволно силни, организирани, свесни дека можеме да организираме и нормално си работиме. Кога требаше да се освое Европскиот куп, со турскиот представник во Радовиш. Тука се одвиваше таа една борба, голема борба меѓу двата шампионски клуба на Македонија и на Турција. Па салата беше полна, дури имаше надвори видеобим, пошто не можеше да се соберат сите гледачи во салата. Имаше едно нешто невидено спектакл. Експлозија беше, да ви кажам, такво нешто јас до сега, после толку време, не знам дали ќе се повтори такво нешто. Нешто што беше невидено, значи таква атмосфера, таков однос на луѓето, такво навивање, мислам дека до сега немало. И публиката беше буквално експлодирана. Да ги поздравиме учесниците на 12-то финале. Од цела Турција. Турција е една голема држава, ние што сме 2 милиона народ, за да избереме да станеме европски шампиони. Колку борачи? Ние колку што е Македонија, они сигурно имат регистрирано толку борачи у Турција. 2 милиона борачи. Ние ќе ве победиме, ние сме европски шампиони, Мамо Демир е и олимписки и светски шампион. Буквално тие, ја ви кажав, ја има
половината бугарска репрезентација внатре и дел од оно што го има како домашни борачи и идат супериорно, викат, ние ги знаевме. Иде светската веле сила во борењето. И на крај не беа свесни што им се случи. Посебно задоволство како љубители на спортот и како граѓани на Република Македонија што денес сме домаќини на спортска боречка федерација, а тоа са повеќе кратните шампиони од Република Турција, тедаш од Анкара, и да ги поздравиме. Имам посебно задоволство да ги поздравам високите ценети гости, председателот на Европската организација, господинот Цено Ценов. Исто така да ги поздравам и високиот ценет гост, вице-президентот на Светската борческа организација ФИЛА, господинот Биро. Сакани наши љубители на спортот, денес вие не дојдовте само да ги бодрите нашите момчине од Радовиш од Македонија. Вие денес дојдовте да го бодрите спортот, да ги бодрите луѓето без разлика на нацијата и државата. Ние сме горди што ни е дадена довербата од Светската боречка организација од ФИЛА, од високо оценетиот председател господинот Милан Рецеган, што Република Македонија е домаќин на едно европско златно финале меѓу Турција и Македонија. Дозволете ми од ваше лично име и од мое име да му посакаме на нашиот прв водач, председател на Република Македонија, побрзо за укрепнување и да биде меѓу народот и понатаму со години да не воде господинот Киро Григоров. За Република Македонија нема мала и голема држава. Има народ со мало и големо срце, а тоа ние, граѓаните на Македонија, го имаме. Да живее спортот балкански, европски, светски, да биде тоа местото за дружење на младите и на сите нас, да живее Република Македонија. Химната на Република Македонија. Тони Танчев, Боче Мјака. Исмаил Журнаджи, Тадаш Анкара. И сега еве ги првите поени, првиот поен за Ерхан Јурдакал. Турчино беше претходно европски за младинци, а тука у Радовиш од мене загуби со 2-1 резултат. Али особено Тони Анчев изненади. Значи изненади и пак ќе кажам, значи он ни даде еден голем мотив да се бораме. Сега има шанса за Уфрајзер. 3 пати до сега во регуларниот тек, тоа не му успеваше, сега успева и освојува 2 поена. 2 поена поведува со 2:1. Последна трета... Водеше ми Турчино со 1-0, на крајо завршува 2-1 со мој захват со Уфрајзер. Завртени 2-1 завршува победата. Фактички донесени са 3 бода за Бучим. Тие беа значителни бодови. Било кој да земе еден бод, сите значеа.
Турчинот во офанзива во почетокот, Калајџиев е изненаден. Метин Топакташ многу искусен борач. И сега шанса за Калајџиев. Едно невнимание на Топакташ го користи нашиот представник, освојува 2 поена. Дојде зад него, се допре во првиот момент и тоа беше акција за 2 поена. Иако со беше дице европски, Турчинот, изгубив негде околу 6-2, мислам, колку што се сеќавам на таа борба. Значи, сите предонесовме за да постигнеме европска титула. Со Турчинот прва борба, значи кога почна да се бориме, заводи 2-0. Значи, да кажеме, Ауфрајзер го заврти 2-0, тогаш публиката рипна, ани за жал. И тоа Ауфрајзер за 2 поена. Не можам да опишам, значи това е пред толку народ, пред толку публика, да изгубиш. Това е не уред, ама това е спортот. Мора некој да победе, некој да изгубе. Мирно ја води Турчинот Фајкоглу, мора да напаѓа Спасов, евентуално во завршицата да го изненади. Сега само туш би последни секунди. 2-0 води Турчинот Шанли. Имав 2 моменти кај што можев да поентирам. Многу близко бев до победата, барем до освојам еден поен, што беше многу важен во понатамошниот тек. Ја бев само консултант на Чифлиганец, пошто ги познавав и приликите и бев член на Светската федерација тогаш, на стручната комисија на ФИЛА. И така почна се работката и успешно завршивме целокупната работа. Радовиш се представи како добар домаќин, се представи како добар организатор и самите резултати си дојдоа. Сега се вклучи го и Чифлиганец. Тој си дозволи за право, нели, и имаше да менаџира во однос и на стручната работа. И јас се согласувам бидејќи тој не познаваше. Мечот во финалето на Европскиот куп на шампиони, кој се одредуваше кој ќе биде клупски европски шампион, беше многу неизвестен на домашен терен. Замислите овде 6000 публика, Македонија, Бучим, Радовиш, скандира тие луѓе, љубители на спортот. А и моето чувство до последната борба имавме верба дека ќе успееме и дека ќе се качеме на европскиот трон. Ќе бидеме клупски европски шампион. Турската репрезентација. Верхушин, втор поен, фантастичен влез во нозете. И еве сега 3:0, уште 30 секунди до 2-1 и представникот на Бучим и сега прогласување на победникот 3:0 на поени Верхушин во текот на борбата и ова се 3 бодови за Бучим Јака. Не можам овде да не ги одбележаме и нашите појачувања на Валери Верхушин, на Голубовски, кои се бореа со светски шампиони, кои донесаа драгоцени победи. Така да, тоа беше, како реков, мозаикот, екипа гранитна од 10 спортисти и борачи. Во тој момент секој ќе паднеше на плеки, дали е Европа и светот, а овде кога се бореш пред такви љубители на спортот, такви образовани навивачи, такви патриотски чувства што покажуваат, тогаш не навиваа само за спортот, за борачите. Преку нив навиваа и за собствената земја, за Македонија. Доаѓа во арената, го очекува светскиот првак и европскиот шампион Оздурк. Полека изминува првата минута и еве ги 2 поена за Модосјан. И сега, дали ќе има поен, не успеа да дојде зад светскиот првак Оздурк. Но сега би можело овде 2. И нова шанса. Еден поен за оваа акција за
Модосјан 5-0 поведува. 3 бодови за Бучимљака, 0 за Тедаш и полека еве се изравнува резултатот 12-13. Нашата сала не е голем капацитет на публика. Имаше дупло од дозволеното. И кога ќе почне да вика Македонија, цела сала, има сега сежа, се подсеќам на тие демови. Поен. Може да освои bod. Сега само да го легне на душекот, да го притисне. Се обидува од страна со еден страничен напад и еве го легнува и тоа Алкан да го покрене, но не успева во тоа. Наместо тој тоа го прави Хагуров. 4-0. И еве петти поен за Хагуров. Не остана. И еве го сега шестиот поен за Хагуров. Јури Голубовски ќе има тешка задача во дуелот со поранешниот бугарски репрезентативец Али Кајали. Сега Голубовски е во офанзива. Поен, освојува поен за овој зафат. Ја продолжува акцијата. Шимљака, тоа секако го сакаме да стане европски првак. Вториот поен. И еве се ближи крајот од борбата, 3-2. Голубовски носи 3 поени за Бучимљака, новиот европски шампион. 3-2 е резултатот конечен. 3 поени за Голубовски, вкупно 18. Еден поен донесе Кајали за својата екипа и тоа е 14-ти поен. На крајот одлучуваше Дане Вучков во тешка категорија. Тој се сретна со светскиот шампион Макмуд Демир и Дане Вучков немаше што да бара, меѓутоа Дане Вучков само требаше да освои еден поен и да не изгуби на туш. Турчинов беше многу јак. И успеа да го надитне у некој момент. И публиката има допринос од тоа. Това беше вулкан од публика, знаеш. Многу публика имаше. Ама на крајот, веќе кога дојде финалето со турците, веќе тоа беше турска репрезентација, плюс јас имав многу тешок противник. Изберен двократен олимписки победник, трократен светски, европски. Тоа беше најдобриот борач за сите времења на Турција. До сега немаше ниту една борба завршена. Резултатот би бил изравнет на 18-18 и ако биде победа со туш, тоа би биле 4 поени. Ако биде со технички туш, би освоил 4 Демира, 1 Вучков. Еве сега една. Тоа ќе биде победа на поени на Махмуд Демир. И крај на борбата, победа на Махмуд Демир од 8-2. Те се 3 бодови за турците, 1 за нашите, значи вкупно 19-17 и сега во овој момент може да кажеме дека екипата на Бучимљака одрадовише европски шампион. Па на Македонија требаше успех.
Успех во спортот, успех каде што може да се препозна. Успех е најдобро да направиш онамо каде што веќе имаш проверени, да кажеме, во минатото резултати. Ние имавме во борењето, имавме поединечни резултати, да сме имали како екипи, а меѓутоа не на тоа ниво на кое што го направи тоа Бучим Јака. Оваа визија која што главниот иницијатор на целокупната ова стратегија, како тоа да се изведе, како тоа да се направи, можеби на многумина не им беше јасно во почетокот, меѓутоа треба да сте голем познавач на работите, пред се да имате средства, пред се да имате моќ, пред се да имате визија која знаете дека може да ја остварите, ама треба да имате и актерите долу. Тоа беше една победа кој еуфорично сите ја прославивме, колективната екипната победа од 18-17, а поенот на сите и на крајот на Данчо Вучков беше доволен да бидеме клубски европски шампиони. Да кажам дека ово се за мене најстрекните моменти во мојот живот. Во мојата спортска кариера во спортот сум 32 години, 10 години како борач и 22 години како тренер. Се чувствувам многу среќно. Се сеќавам кога мојот прв тренер, пред да дојдеме на припреми во Дојран, ми обавести и формираше како еден од многумината пионери од Радовиш, бидејќи бев пионерски шампион на 42 кг на Радовиш, бев вице шампион и шампион македонски во тогашна Југославија и како награда ќе ме земе во првата екипа на припреми во Дојран. Тогаш беше голема моја пионерска, детска, спортска радост, што со младинците, со сениорската екипа, ќе тренирам 15 дена во Дојран, секој ден имаме футинг, тренинг и навечер тренинг. Тие моменти никош нема да ги заборавам, спортската дисциплина од страна на тогашниот прв тренер Добре Маринков, познатиот македонски и југословенски шампион, од тогашниот прв председател на Бореч клуб Рудар Никола Ѓоргичков, а ние го викавме Чичко Коле, ги полневме батериите, се полневме со спортски дух, со мечти како можеме да освојуваме шампионски титули и екипно и поединечно. Се сеќавам точно пред 25 години, кога јас се презентирав пред сите членки на Светската боречка организација, кои се над 150-200 членки, едногласно ја прифатија иницијативата, креативниот предлог, идејата да се формира за прв пат интерконтинентални клуб, каде ќе се знае кој е светски клубски шампион. Едногласно, без размислување, без двоумење, беше донесено. Дури зема збор, без да навива за Македонија, председател на боречката организација, дека довербата ќе ја оправдаме ако бидеме организатори ние во Македонија на првиот светски куп во борење слободен стил. Идејата за организирање на првиот интерконтинентален куп во борење слободен стил беше по повод 100 години современо олимписко борење. Првата олимпијада што е одржана на Олимп во Грција 1896 и по повод 100 години 1996 година. Дозволете ми од наше име да го поздравиме и да го повикаме на првиот интерконтинентален куп
го пропне поздрави и прогласи за отворен. Snažna, uporna i odvažna ideja predsjednika Hrvatske federacije Makedonije, gospodina Čifliganca, sa njegovim saradnicima, ostvarena je u ovom interkontinentalnom kupu. Divim se vašoj upornosti, gospodine predsjedniče Čifliganac, Nacer i drugim cenjenim saradnicima, jer ste učinili ono što je vaš predlog na Evropskoj konferenciji u Budimpešti izgledao samo kao san, a danas je ono postalo java. Proglašavam ovaj internetalni put otvorenim. Големите држави, големите спортски сили, како што се американците, како што се јапонците, како што се африканците, поаѓаат дека може да биде во Европа, може да биде во Македонија домаќин, бидејќи нашата одговорност не беше само да пред нашата држава Македонија, него пред Европа да кажеме дека сме најдобри во светот. Но исто така и американците имат развиен боречки спорт, сакаа во свет Европа, во Македонија, да преко Бореч клуб Бучим како европски шампион, да е победата Европа. Со таа мисла се носе и јапонците, и африканците од Лаос, Нигерија, но тоа не се случи, затоа што ние во 1995-1996 година имавме најдобра европска и светска екипа клубска во борење слободен стил. Борам да го пренесам чувството кога контактирав со спортските тренери, председатели на федерациите тогаш, мојот колега господинот Шикатано, председател на Америчката федерација во борење слободен стил, изрази големо задоволство дека ќе бидат примани од љубителите на спортот и рече дека во нашите витрини ги има сите титули светски кои се наоѓаат како Америка, ни недостасува уште за светската клубска шампионска титула. Ние веруваме дека кога ќе се вратиме од Македонија, од Европа, ќе бидеме светски шампиони. Може би заборавија дека во Радовиш не се победува. Едноставно Бучим јака е непобедлив, особено во тие години. И тоа е она што, еве сега кога кажам, уредници ми доаѓаат, затоа што сме ја почувствувал таа атмосфера. Американците сакаат да бидат за прв пат светски клубски шампиони. Тоа се викаше нивниот клуб Foxcatcher, после се преименува во Дейвид Шулц, кога несреќно загира нивниот светски олимписки шампион Дейвид Шулц. Кина е 1,5 милиарди. Индија исто една голема земја, милиарди, нешто 2 милиарди. Нација, голема нација. Немаат уште ове резултати што го има Македонија. Али тоа не беше доволно, сакавме преку спортот да кажеме оти ние го сакаме спортот и тоа е најдобрата универзална алатка да се надпреваруваш со големите држави. Бучим јака ја совлада екипата на Дейвид Шулц од Соединетите Американски држави, која е првак на Америка со 26 спрема 15. Нашите борачи извојува 7 победи, доживеа 3 порази, а боите на екипата во овој дуел ги бранеа Владко Соколов, Никол Чокалајџиев, Тони Танчев, Васе Спасов, Горан Костадинов, Свилен Миленов, Мемет Агаев, Пламен Пенев, Елдари Куртанице и Геннадий Жилзов. Честитки треба да му упатиме и на тренерот на екипата Димче Ангелов. Драги борачи, драги радовишани и сите присутни овдека од било каде да се. Денес се видоа резултатите на една долга и макотрпна работа
на нашиот боречки спорт. Македонија убедливо покажа дека е светски клубски шампион во борење. Macedonia has shown that it is Macedonian world, it is world champion in wrestling. И пехарот за шампионот се разбира од рацете на председателот Киро Григоров. Пехарот за борачите на Бучим Јака. Еве ги доаѓаат сега сите тука. Имат пехарот и честитката од председателот. Инаку, на крајот на сите екипи им беа врачени пехарите. Председателот на парламентот Тито Петковски го додели пехарот на тренерот на екипата на Нихон универзитетот Канехама за освоеното 4-то место. Капитенот на Риверс Нотори го прими пехарот од рацете на Ванчо Чифлиганец, председател на Македонската боречка федерација, за освоеното 3-то место. Председателот на Меѓународната боречка федерација, господинот Милан Ерцеган, го предаде пехарот за 2-то место. Успехот што го постигна Бучим, тоа нема никој да се повтори. Ванчо многу трча, многу направи и организираа го. Тоа беше единствено светско првенство. И благодарение на добрите борби, на добрата организација, Бучим стана светски првак. Тоа останува запишено во историјата. Тоа не се брише. Затоа ја не случајно викам стално, не што не е чудно, зашто од мали градови излегуваат големи спортисти. Од мали градови може да освојат големи титули. И тоа го направи нашиот мој пријател, големиот представител Ванчо Чифлиганец. Бучим беше организиран тим, имаше и појачање, ги знаевме американците, ја ги познав сите борачи, категориите ги разменувавме, тактиката се припремаше. Така и со убава публика резултатот дојде на право место. Иницијаторот токму од оваа работна сала, тогаш се викаше сала на работнички совет, иницијалната каписмисла е дадена од овде, да Бучим смело чекори, да биде првиот клубски европски шампион од Македонија и да биде првиот клубски светски шампион од Македонија, па да кажем и од Балкан. Ако ние тогаш можевме, и сегашните идни генерации можат да постигнат барем да го повторат успехот, а јас верувам во мојата Македонија дека такви успеси не само во борењето и останатите спортови ќе се повторуваат, а може уште поголеми успеси. Ние сме шампиони на светот.